Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почетокот на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Судење за Пулс, обвинетите не чувствуваат вина. Не можам да поверувам што се случи. Казните од Сейф Сити е можно да бидат одложени до февруари. Над 110.000 прекршоци регистрирани за помалку од 2 дена. Новите министри на седница по 15 декември. Партиите утре ќе гласаат за анкетни комисии за трагедиите. СДСМ побара од ДКСК да постапи за случајот Digital One, фирма со двајца вработени која добила милионски тендери. Приведена екс-шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини, една од гаранторките на Преспанскиот договор. По овие вести сме во живо за деталите од денешното ручиште за случајот Пулс. Останете со нас, почнуваме. Ниту еден од обвинетите за пожарот во дискотеката Пулс не чувствува вина. Вака се произнесоа на денешното судско ручиште во судницата во затворот Идризово. Зоран Јаневски го следи процесот. Зоран, што беше кажано? Да, како што кажа и ти во најавата, ниту еден од 35 темина обвинети за пожарот во кочанската дискотека Пулс, во која животот го загубија 63 лица, денеска овде во дигиталната судница покрај затворот Идризово кажаат дека не чувствуваат вина за случајот. Прво обвинетиот во овој предмет, сопственикот на дискотеката Дејан Јованов, во својот воведен говор се расплака практично во судницата. Рече дека 9 месеци секојдневно живее со помислата со трагедијата која што се случила таа кобна ноќ. Тој во судницата рече дека доколку знаел дека неговиот објект со кој што тој раководел има пропусти, ќе ги санкционирал, но како што појасни, не добил предупредување од институциите. Во судницата свој воведен говор имаше и неговиот син Михаил Јованов, кој всушност бил задолжен според обвинението, тој го договорил настапот на музичката група ДНК. Тој негираше дека го направила тоа, рече дека и тој во дискотеката ја загубил својата девојка. И таткото и синот пред судот рекоа дека не се чувствуваат за виновни, изразија сочувство до загинатите и посакаа брзо опоравување на повредените. Имаме дел од нивните изјави да ги погледнеме. Не можам да поверувам што се случи. Јас како човек и како родител, каде што се собираа сите млади, и моите деца, за да би бил способен да дозволам да фали нешто. Зарем сериозно мислите, доколку би знаел дека фали нешто, не би брезал се за да се отклони навреме. Се приклучувам кон воведниот говор на мојот бранител и сакам да изразам сочувство до сите кои што се засегнати од пожарот, бидејќи и јас го изгубив мојот најдобар другар и девојката со која што бев цел живот. А Зоран, каква е оценката на одбраната за денешното ручиште? Имаме ли ставови од нив од обвинителството и од семејствата на жртвите? Само да кажам дека додека траја воведните говори на одбраната и на обвинетите во овој случај, бурно реагираа роднините кои што го следат судскиот процес, па во еден момент и судиката побара мир и тишина во самата судница. Според одбраната на обвинетите, вината не е кај нивните клиенти, на некој начин тие сите ја префрлаат вината. Одбраната на прво обвинетиот Дејан Јованов смета дека тој не бил свесен за пропустите, а за тоа не добил ниту една опомена од институциите. Видата одбраната ја лоцира и кај музичката група ДНК, бидејќи како што истакна адвокатката на Дејан Јованов, тие без знаење на Јованов ја внеле пиротехниката во објектот и ја активирале. Имаме изјава да ја погледнеме.
колку и да вие го правите монструозен, тој не е. Тој е како секој еден од нас тука, кому за жал му падна на товар институционалната неодговорност. И не сме свесни колку уште други локали во моментов функционираат пропуштени од институционален надзор, кој што во конкретниот случај немаше ни ние да имаме можност да го осознаеме, доколку ја немавме и немарноста на ангажираните музички артисти кои што биле ангажирани за критичната вечер во локалот на Дејан. Да, денеска студењето започна практично со произнесување на вина за сите 35 теми на обвинети. Тие сите негираа вина, рекоа дека разбираат за што се обвинети, меѓутоа не чувствуваат никаква одговорност. При овој чин претходниот градоначалник, практично последниот кога се случи трагедијата во Кочани, Љупчо Папазов, рече дека не ги разбира мотивите за, како што рече, конструирано обвинение. Додека пак директорот на дирекцијата за заштита и спасување, еден од поранешните директори Шабан Салиу, рече дека обвинението е правно неосновано и политички мотивирано обвинение. Беа дел од зборовите кои што можеа да се слушнат при по произнесувањето на вина во овој случај. Студењето продолжува веќе задутре, односно во четврток, кога обвинетите и нивните адвокати ќе продолжат со давање на својот воведен говор. Само да подсетиме дека во трагедијата која што се случи на 16 марта годинава во Кочани, животот го загубија 63 лица, а на обвинителна клупа седат вкупно 35 теми на обвинети и 3 фирми. Зоран Јаневски во живо од пред судницата во затворот Идризово, ти благодарам за деталите од денешното ручиште. Се уште се размислува дали казнувањето за сообраќајните прекршоци кои ги ловат камерите на Сейф Сити ќе почне од нова година или еден месец подоцна. Министерот за внатрешни, кој денеска откри дека бројот на прекршоци надминал 110.000 од вчера до денес, вели дека сепак постојат одредени технички слабости кои треба да бидат коригирани, но и законски измени кои треба да бидат донесени. Даниел Василев има детали. Сейф Сити би можел да биде пролонгиран еден месец, па наместо од нова година да стартува од февруари. Министерот Тошковски вели дека во собранието допрва ќе бидат поднесени предлог законските измени кои мора да бидат донесени за системот да може да биде целосно имплементиран, без повторно да открие кои точно законски измени треба да бидат спроведени за Сейф Сити да нема законски пречки во функционирањето. Во меѓувреме, ќе се користи овој тест период за да се видат слабостите и маните на системот, но и за дебата во јавноста, па кога ќе се пушти, државата да биде целосно подготвена. Може би граѓаните ќе оценат дека е потребно уште месец дена да имаме за адаптација, може би тоа ќе биде подобро како техничко решение за имплементирање, може би ќе продолжиме уште месец дена плюс, се со цел да го допровериме суштински, да сме целосно сигурни дека тоа е тоа, граѓаните да бидат целосно запознаени, да се отворат теми за дебата повеќе во јавноста, но секако дали ќе биде први или ќе биде први, втори, тоа е небитно. Меѓу работите што треба да бидат дебатирани е дали да се остави секое надминување на брзината да биде санкционирано или да се остави простор за отстапки од 10% од максимално дозволената брзина. Има примери во Европа каде што нема никаква толеранција, како што е Швајцарија, Белгија и некои други држави. Има примери во Европа каде што имаме дозволена толеранција на ниво на 10% од почетната утврдена брзина која што е старт за сторување на прекршок. Тоа ќе размислиме во наредниот период, ќе видиме како ќе го имплементираме, меѓутоа има примери европски, нели, таму се стремиме кон Европа, не стремиме кон исток, да го имплементираме едното и другото. Ама факт е дека ако сме се договориле дека максимално дозволена брзина во град е 50, факт е дека треба да возиме 50. МВР вчера соопшти дека во првата фаза Сейф Сити ќе регистрира само 4 видови на прекршоци: брзо возење, поминување на црвено, непрописно паркирање и застанување и стечена сообраќајна. А во наредна фаза профилот на прекршоци ќе биде проширен. Тошковски денеска не сакаше да открие што точно камерите ќе следат во иднина и кога системот би можел да
добие повеќе надлежности. Системот во моментот не регистрира возење без појас, со мобилен телефон, непрописно престројување, возење во жолта лента, светла и така натаму. За само 24 часа, камерите за автоматско регистрирање регистарски таблички забележале фрапантни 110.000 прекршоци на територијата на Скопје. Катастрофална бројка. Колку што се сеќавам, негде околу 1000 прекршоци се однесуваат на нерегистрирани возила, катастрофална бројка. Негде околу 5000 прекршоци мислам дека беа поминувања на црвено, катастрофална бројка. И за оваа бројка не ме држите за збор, ама тука негде сигурно е во илјадници, но најстрашното е што негде над 90% од вкупната бројка, ако не и повеќе, е пречекорување на брзина. Нема толеранција за неприлагодена брзина, вели премиерот Мицкоски, дополнувајќи дека е свесен од и Safe City би можел да има политички реперкусии. Некои велат тоа ќе донесе критика за владата, тоа ќе донесе силен политички удар. Јас велам, подготвени сме тој политички удар да го издржиме, само да спасиме некој човечки живот. Safe City е еден од најдолго најавуваните проекти уште од 2023. Планот е да биде проширен и во други градови, иако Тошковски денеска кажа дека во средината на 2026 целата држава ќе биде покриена со вакви камери. Системот треба да воспостави ред во сообраќајниот хаос и да го намали бројот на жртви, со оглед на тоа што годишно во просек по 137 луѓе гинат во сообраќајни несреќи. Даниел Василев, Сител телевизија. Станали Скопје побезбеден град со камерите на Safe City. Како градот ќе се вклучи во процесот, кога и како ќе се растирети сообраќајниот метаж на критичните точки, од каде ќе се најдат пари за покривање на загубите на јавните предпријатија, се вршат ли проверки по тврдењата дека касите биле незаконски празнети. Тема на денот во 19 со градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски. По средината на следниот месец на собраниска седница ќе се најдат разрешувањата и именувањата на новите двајца министри во владиниот кабинет. Иако предлогот на Мицковски до пратениците стаса вчера, спикерот ќе му даде приоритет на буџетот. Утре на седница ќе се расправа за формирањето на анкетните комисии за Кочани и другите поголеми трагедии. Ќе успеат ли партиите да се договорат да има само една, ќе се знае утре. Кон средината на декември собранието ќе го разреши Муртезани и ќе ги именува Сали и Хоџа за нови министри. Спикерот Гаши на денешниот брифинг со новинарите рече дека приоритет ќе се даде на седницата за усвојување на буџетот, која ќе стартува следната недела. Дали Муртезани ќе го превземе амбасадорското место во Брисел, премиерот Мицкоски вели дека засега нема конечен став. Од новите министри очекува да работат посветено и во интерес на граѓаните. Господин Торхан Муртезани, јас сум исклучително задоволен од тоа што досега тој го сработи. Очекувам нормално и понатаму да продолжи нашата соработка на друго место, но сега имаме поинакви приоритети во овој период. Знаете, таму некаде помеѓу 17 и 18 овој месец е самитот Западен Балкан Европска Унија, така што имаме други приоритети на дневен ред, фокусирани сме на тоа. Уште еднашка да ги презентираме нашите позиции за членство на Македонија во рамките на Европската Унија и сите сме фокусирани за тоа. Кои се очекувањата од новите министри? Па да работат посветено, честно и да работат за интересот на граѓаните. Со оваа реконструкција Мицкоски вели дека засега се затвора овој процес. Нови кадровски промени во владата се можни на пролет. Тошковски, чиј ресор се споменуваше како еден од оние кои може да бидат опфатени со реконструкцијата, вели дека не очекува да биде сменет. Мислам дека премногу проекти опточно темелни во рамки на изминативе година дена кои што ќе треба да ги завршиме наредни години. Засега во собранието нема најави за зголемување на владеачкото мнозинство. На утрешната седница ќе се најде формирањето на двете анкетни комисии за трагедијата во Кочани и она поднесена од опозицијските партии и она на владеачките со која се опфатени другите несреќи кои однесоа човечки животи. Спикерот Гаши побара од координаторите на пратеничките групи да се обидат да се договорат да има само една ваква комисија, со оглед дека и темата и составот на комисиите е ист, но ваков договор засега нема. Гаши вели дека
дека иако неговиот личен став е дека анкетната комисија може да влијае врз судскиот процес, сепак мора да го почитува ставот на мнозинството пратеници, кои сметаат дека анкетната комисија ќе утврдува политичка, а не кривична одговорност. Собранискиот спикер очекува и Апасиев да ја одложи седницата на постојаната анкетна комисија за заштита на човековите права, бидејќи се поклопува со седницата за буџетот. На седницата се очекува да присуствуваат родителите и роднините на загинатите, поканети се Гаши, Мицкоски и Селјановска, но спикерот смета дека ниту тој, ниту некој од пратениците не сака да биде ставен во искушение да бира на која седница да присуствува. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Европската унија останува посветена на процесот на проширување, порача високата представничка Каја Калас на средбата со шефот на македонската дипломатија Муцунски во Брисел. Министерот ја уверил Калас дека Македонија има капацитет да ги спроведе потребните реформи и дека конкретни резултати може да се очекуваат до крајот на годината. Муцунски, кој е придружуван и од министерот за евроинтеграции, утре ќе учествува на состанокот на шефовите на дипломатиите на НАТО, а во агендата има и повеќе билатерални средби. Европската унија останува посветена на процесот на проширување. Ваков печаток добил шефот на македонската дипломатија на средбата со високата представничка за надворешна и безбедносна политика Каја Калас утрово во Брисел. Тоа што го видовме е дека има од Европската унија навистина сериозна посветеност која што се нагласува поврзана со проширувањето кон Западниот Балкан, но ги афирмирав и тие позиции кои што ние ги имаме. Ние како држава сме секогаш подготвени за диалог, но исто така треба да има и висок степен на свест кај Европската унија. Дека сме држава која што повеќе од 30 години постојано прави национални отстапки и има очекување дека ќе добие соодветни гаранции по однос на предвидливоста на нејзиниот европски пат. Муцунски е уверувал Калас дека Македонија има капацитет да ги спроведе реформите, а резултати може да се очекуваат уште пред крајот на годинава. Дискутиравме за реформските процеси кои што се случуваат во државата, посветеноста на владата во следните недели и месеци да испорача конкретни реформи кои што се предвидени во реформската агенда. Дискутиравме за фактот дека едно од најпозитивните аспекти во последниот извештај на Европската унија беше оценката за надворешната политика на државата и од таа гледна точка се усогласувавме по однос на некои стратешки прашања кои што следуваат, бидејќи нашата надворешна политика е целосно согласена со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија. Муцунски, кој во Брисел е придружуван од министерот за евроинтеграции, утре ќе учествува на состанокот на министрите за надворешни работи на земјите членки на НАТО, а на неговата агенда се и серија билатерални средби. Александар Спасовски, Сител телевизија. Опозицијскиот СДСМ денеска до Државната комисија за спречување на корупцијата поднесе пријава во врска со наводите дека компанијата Digital One, формирана со двајца вработени, минатата година за неколку месеци добила државни тендери во вредност од речиси 9 милиони евра. Во синокешното интервју за 360 степени, премиерот Мицковски изјави дека доколку постои каков било сомнеж за сторен криминал, СДСМ може веднаш да достави докази до, како што рече, нивните инсталации во јавното обвинителство. Опозицијската СДСМ денеска до Државната комисија за спречување на корупција поднесе пријава за наводите дека фирма со двајца вработени добивала државни тендери тешки неколку милиони евра. Барат од комисијата да отвори предмети да ги испита сите елементи, а од партијата ги доставиле документите, доказите и информациите што ги објавувале на пресконференции. Како што видивме, нема да дозволиме ова да остане само на пресконференции. Институциите мора да постапат крадењето на народот да запре и да следува одговорност. Кога фирмата основана пред само една година со само двајца вработени добива државни тендери од речиси 9 милиони евра, што е тоа ако не шема за испумпување пари од граѓаните? За обвинувањата од СДСМ во синокешното гостување во 360 степени, премиерот Мицковски побара доколку има сомнеж да достава докази до обвинителството. Доколку постои било какво сомневање за сторен криминал, СДСМ може веднаш до нивните инсталации во обвинителството да достави докази и нивните инсталации во обвинителството кои што се уште функционираат слободно можат да поведат истрага. И се што е потребно ние како влада им стоиме на располагање. Изминатите денови СДСМ на пресконференција обвини дека фирми блиски до власта добиваат милионски тендери.
Во фокусот им беше фирма со 2 вработени, која за 1 година постоење добила 6 тендери, од кои 4 со Генералниот секретаријат на владата. Сања Димитровска, Сител телевизија. Премиерот и денеска прашува како е можно последното линарно зголемување на пензиите да се смета за неуставно, а претходните да важат, посочувајќи дека Уставниот суд има 3 можни исходи: да ги поништи сите линарни покачувања, само последното, или да ги прогласи за уставни. Од судот претходно реагираа дека двете претходни зголемувања од по 2500 денари нема да се разгледуваат бидејќи биле привремени, а за новото линарно се уште се собираат мислења. Како последното линеарно зголемување на пензиите ќе биде неуставно, а претходните уставни, праша премиерот Мицкоски. Според него, судиите имаат 3 опции при одлучувањето. Првата е линеарните зголемувања да ги прогласат за неуставни. Тоа значи дека пензионерите од 1 јануари ќе имаат 75% од пензионерите ќе имаат 3 до 4.000 денари пониски пензии. Втората опција е да најдат некоја, за мене бледа, неправна логика, следното зголемување да го прогласа за неуставно, а све претходно да биде уставно, што за мене, ја не сум правник, но консултирав многу правници, делува смешно. И третата опција е да ги прогласат уставни. Од Уставниот суд кажаа дека двете зголемувања од по 2500 денари нема да ги разгледуваат бидејќи биле привремени и тој закон веќе не е во сила. Одлука за новото линеарно нема затоа што се уште се собираат мислења. Ова следи откако судот реши на сопствена иницијатива да испитува дали илјадарката е исплатена во октомври и таа што допрва треба да се исплати во април, се во согласност со Уставот. Вчера 100 пензионери се собраа пред зградата на Уставен, барајќи да не се укинува овој начин на покачување. Најавија дека следната недела пак ќе протестираат. Инаку просечната пензија сега изнесува нешто над 27.000 денари. Најголем број пензионери, над 36%, земаат пензија од 19 до 23.000 денари. Мартин Арсов, Сител телевизија. УЈП се надева дека до крајот на неделата кај сите кои скенираат сметки ќе легнат парите од поврат на ДДВ. Изготвени се над 155.000 налози кои вредат 4,4 милиони евра. УЈП без конкретен одговор кога ќе легнат парите кај граѓаните од Мој ДДВ. Велат дека прават напори исплатата да заврши оваа недела, но можеби ќе се пролонгира и следната. Законскиот рок за поврат на ДДВ кај лицата кои скенираат фискални сметки истече пред 2 дена. За доцнењето, од управата информира дека станува збор за технички проблем, затоа што некој од корисниците сменил банка или трансакцијска сметка, па целата пратка системски се враќала и парите не се исплаќале кон корисниците кои се во ист налог. Денеска појаснуваат дека се изготвени налози за поврат кај над 155.000 корисници, вредни 4,4 милиони евра, но без прецизен одговор кога ќе заврши исплатата. Останува символичен износ кој може да се појави како разлика доколку некој од налозите не биде успешно реализиран, поради неточни податоци, односно поради корисни кои нема точни податоци во системот на УЈП. Исплатата е во тек. Средства во буџетот има и нема место за сомнежи или било каков страф, дека нема да ги добијат средствата за скенирани фискални сметки. За третиот квартал фискални сметки скенирале над 515.000 корисници. До денеска 360.000 добиле поврат на ДДВ, велат од УЈП. Останатите поради технички проблеми се уште чекаат. Инаку во последниве 6 години, од кога се воведе проектот, пракса беше парите да се исплаќаат до 10, најдоцна до 15 по истекот на 60 дена од завршување на кварталот. Максималната сума која може да ја добие корисник изнесува 2.100 денари. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Нема поголемо богатство од децата, но и за да ги одгледате ви треба едно мало богатство. Пресметките на невладините покажале дека на месечно ниво за едно дете се потребни од 13 до 16.000 денари. Бараат статистичарите да ги земат предвид современите потреби на едно семејство. За една година на родителите им се потребни во просек од 160 до 200.000 денари за да ги покријат основните трошоци за едно дете. Во зависност од возраста, експертите пресметале дека најголеми се трошоците за бебињата и тинејџерите. Анализата покажува и дека родителите се соочуваат со голем број скриени трошоци за учениците, иако образованието во државата е бесплатно. Плаќаат дополнително за средства за хигиена, книги, училишен материјал, униформи и дигитални уреди. Најпогодени се родителите на деца со посебни потреби.
Овие семејства кои што имаат бебиња и кои што имаат тинејџери, во принцип им се потребни најмногу финансиски ресурси да обезбедат некаков квалитетен живот и пристап до образование и други услуги на децата. Хигиенските материјали се отприлика околу 500 денари месечно, за униформа пресметавме дека околу 1500 денари на годишно ниво плаќаат, потоа имаше скриени трошоци во однос на, да речеме, книгите, кои што се отприлика по минимум 500 денари, па тука вклучуваме и материјали, оние кои што се за почеток на учебната година, кои што беа околу 2000 денари. Исто така имаме скриени трошоци, особено кај тинеџерите и во средното образование се појавува во однос на уредите кои што ги користат. По примерот на европските држави сметаа дека и Македонија треба да го ревидира начинот на кој ги прави пресметките, доколку државата се стреми да гради демографска иднина. Нема бесплатни градинки, само повторно за најранливите категории има бесплатни градинки, меѓутоа и кај градинките има скриени трошоци. Она што државата го дава како поддршка не се одвесува на потребите на родителите и како се зголемува бројот на децата во едно семејство, впрочем и се зголемува стапката на сиромаштија за семејствата, така што политиките кои што ги гради државата мора да се ревидираат. Ова е прва ваква анализа спроведена со анкета на 650 родители на деца од различна возраст, деца од предучилишна, основци, средношколци и деца со попреченост или одредена здравствена состојба. Пресметката на трошоци ја направија истражувачи од Фондацијата Фридрих Еберт и Центарот за еднаквост и правда. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Белгиските власти